Здраво, јас сум Владко Ристевски, наставник во Основното училиште Круме Валнаровски во прво и второ одделение во Подрачното училиште во село Ново Лагово. Денес сме тука за да имаме час по македонски јазик и тоа овој пат за нашите најмали, односно за првоодделенците. Здраво, драги деца! Денес на овој час ќе се запознаеме, односно ќе научиме како да направиме опис на ликовите од приказните, од бајките, од текстовите и така натаму. На овој час, пред да започнеме, малку да се потсетиме дали се сеќавате што значеше опишување на еден лик. Тоа го среќававме наназад во времето кога учевме како се правеше опис на ликовите кои што не среќава во секојдневието, односно на нашите другарчиња од клупата, односно од одделението, на наставниците, на родителите и така натаму. Сигурно се сеќавате, па затоа би продолжил понатаму, каде што денес ќе видиме која е разликата, односно сличноста помеѓу опишувањето на ликови од приказните со опишувањето на ликовите кои што не обкружуваат, како што веќе напоменав, било да се тоа родителите, наставниците, нашите другарчиња од одделението и така натаму. Ајде да видиме. Најпрво, мора да кажеме дека опишувањето во себе вклучува два дела. И тоа, првиот дел беше надворешниот опис. Надворешниот опис, самиот збор надворешен ви кажува дека најпрвен треба да го опишеме она што веќе го гледаме кај ликот во приказната или во бајката или во текстот. Најпрво нешто би можеле да ја забележиме бојата на косата. Како што гледате на сликата, имаме различни видови боја на коса. Следно нешто, доколку можеме да го забележиме, се разбира во текстот или во бајката или во приказната, е бојата на очите на ликот. Може да биде во најразлична боја, па доколку можеме да ја забележиме, си ја кажуваме или пак можеме и малку и да замислуваме. Следува гардеробата која што ликот ја има на себе или она што тој го носи, доколку може се разбира да го забележиме тоа, го кажуваме, а доколку не, сигурно повторно ја пуштаме својата фантазија и повторно продолжуваме да опишуваме. Понатаму следуваат други детали кои доколку ги можеме да ги забележиме, ги кажуваме детали од надворешниот опис. Овие неколку точки беа се она што треба да го вклучиме при опишувањето на еден лик во надворешниот опис. Вториот дел во опишувањето во себе го вклучува внатрешниот опис. Што е тоа внатрешен опис? Внатрешниот опис го кажува карактерот на еден лик, односно каков е тој лик пред се. Дали е тој лик добар? Дали е тој лик лош? Дали е тој лик храбар? Дали е тој лик можеби малку плашлив? Овие неколку особини на карактерот на ликот ни го прават вториот дел од описот, односно ни го кажуваат внатрешниот опис на ликот. Значи, да заклучиме. Опишувањето на ликови од приказните, од бајките, од текстовите се состои од два дела. И тоа, првиот дел беше надворешниот опис, она што го гледаме на ликот, а вториот дел беше внатрешниот опис, односно она што може да го забележиме од карактерот на ликот во приказната, бајката, текстот и така натаму. Пред да продолжиме понатаму, би кажал дека сега ќе видиме неколку слики од ликови од познатите приказни, па затоа обрнете внимание да видиме кои се и какви се тие ликови на сликите од познатите приказни. Одиме со првата слика. Да видиме кој е на првата слика.
На првата слика се наоѓа едно девојче кое се шета со корпа во рацете и црвена капа. Шета низ шумата. Сигурно се сеќавате. Ова е црвен капа. Каква беше таа? Храбра? Добра? Или може би лоша? Тоа го оставам сега на вас, вие самите да кажете. Следува втората слика. На втората слика гледаме една преубава девојка, која што носи плав, широк фустан и има црни убави очи со плава коса. Се сеќавате ли на оваа прекрасна девојка? Која беше оваа прекрасна девојка? Сигурно погодувате. Тоа е Пепелашка. Каква беше Пепелашка? Дали беше добра? Дали беше храбра? Тоа повторно ќе го оставам на вас, вие самите да кажете што мислите за тоа. Одиме со следната, односно третата слика, на која што имаме 3 ликови. Тоа беа две дечиња, братчето и сестричето Мариче и Јованче и една лоша, злобна старица. Што носат тие? Како изгледаат? И какви карактери имаат? Оставам на вас. А тоа се разбира погодувате приказната за Јованче и за Мариче. Тоа беше се за ликовите од приказните кои што можевме да ги видиме со овие слики. А за крај имам и малку домашна за вас. Сега ќе видите една слика од една приказна. На сликата имаме лав и глушица. Сигурно погодувате. Тоа е приказната за лавот и глушицата. На таа приказна вашата задача ќе биде најпрви да ја нацртате на оваа слика во вашите тетрадки, потоа да ја обоите и на крајот да ги опишете овие ликови. Но што може да забележиме од сликата? На сликата имаме животински ликови. Не се овој пат човечки ликови. Што ни кажува тоа? Тоа ни кажува дека покрај човечките ликови во бајките и приказните можеме да ги опишуваме и животинските ликови како овие на сликата. Тоа беше се за овој час по македонски јазик. Ви посакувам среќна и успешна работа до нашето наредно видување. До гледање и секое добро.